Добро вечер со топ тема. Каков механизам е потребен за реформи во судството? Се пропуштили шансата за ветинг? Кој да ја контролира корупцијата? Дали измените на Законот за судски совет ќе дадат резултати? Зошто судиите и обвинителите може да се спогодат за помали казни? Колку судии завршиле в затвор по сторено кривично дело? Во топ тема за овие и други прашања дискутираат поранешната судејка во Врховниот суд Вера Коцо, адвокатот Тони Менкиновски и поранешната председателка на антикорупцијската комисија Билјана Ивановска. Останете со нас. Почнуваме со топ тема, како што веќе најавив, мои гости вечерва се судиката од Врховниот суд, поранешна судика Вера Коцов, добро вечер, адвокатот Тони Менкиновски и поранешна председателка на антикорупцијската комисија Билјана Ивановска. Овој состав е ваков заради поводот, а поводот е одредувањето на куќниот притвор на судијата Ристов, кој што беше во кривичниот суд, стимнат му е имунитетот и се очекува да биде испратен во куќен притвор. Веднаш беа коментарите зошто само куќен притвор на судија, зошто не и нешто повеќе. Господја Коцо, од вас ќе почнам со оглед на тоа што имате богато судско искуство, веќе сте во пензија. Како ја примате веста кога еве еден судија ќе му најдат 350.000 евра задзидани во кујната од куќата на неговиот татко и дека делото е очигледно дека тој веројатно примал подкуп, тоа допрва нормално ќе се докажува на суд. Овој случај навистина ја потресе јавноста, морам да признам, но секако многу лошо делуваше и кај судиите и кај целокупната судска фела, па и кај адвокатите и останатите кои што се вклучени во овој правосуден систем. Меѓутоа, ова беше неизбежно. Тој бил следен подолго време и на крајот тоа се случи, тоа што се случи. Јас, да ви кажам искрено, се плашев како ќе реагира судскиот совет, имајќи го во предвид поранешното искуство на судскиот совет, кој што знаеше понекогаш да го симне имунитетот, но да не дозволи одење во притвор. Во овој случај судскиот совет одлучи така како што требаше да одлучи, односно го симна имунитетот и дозволи куќен притвор. Во однос на дали требало куќен притвор, не можам да се произнесам бидејќи не ги знам сите околности, можно е заради истрагата и што све се очекува во овој момент како истражни действија и најверојатно од тие причини. Имам впечаток дека оваа истрага ќе открие многу повеќе работи. Ова што сега се кажува дека тој вршел корупција на начин што наплатувал за некакви действија и собрал, ова не е собирано од еден предмет. 350.000 евра е огромна сума. И најверојатно оваа истрага ќе има подлабоки корени и кој знае што све ќе се открие понатаму. Ќе видиме, се почна во овој предмет со приведувањето на вашиот пак колега, адвокатот Фехми Стафа, кој порано беше на функцијата државен правобранител, поврзан со негов клиент, практично тој го дал подкупот наводно на судијата Ѓоко Ристов, па еве во односи на адвокатурата, подоцна и со Билјана ќе разговараме, секаде има тој што дава и тој што зема, и тој што дава е казниво дело, и едниот и другиот. Почна со неговото приведување, тој веќе е во притвор. Видете, значи на почеток сметам дека не би сакал да преюдицирам за овој предмет, бидејќи не го знаеме исходот и сепак има предпоставка за невиност, но сметам дека ова е почеток, значи на распадот на еден правосуден систем кој го имаме ние 30 години. Правосуден систем кој за жал морам да кажам дека самиот од себе се распаѓа, зашто тој можеби има закони, но нема системски кој да ги спроведе. И оно што многу ми е жал што кога ги слушам помладите луѓе како моите синови, една од причините за правната несигурност и одењето на нашите македонци надвор од Македонија е токму оваа, значи правната несигурност. Би сакал да напоменам дека во моментот во Македонија имаме 500 судии. Тоа е по 9
9,5 судии на 100.000 луѓе. Имаме превработено, се извинувам, по 25 судии на 100.000 луѓе. Една Америка, Шведска, Франција има 9,5 судии на 100.000 луѓе и има многу подобра, значи, правда, дистрибутивна правда кон граѓаните отколку во Македонија. Ако претходно беше довербата во правосудството 2%, после ова, мислам дека ќе редат не само оваа истрага и други предмети кои ќе излегуваат во Македонија, поради тоа што системот како што е направен и димензиониран самиот по себе ќе пропадне. Значи, мислам дека ќе имаме едно цунами во македонскиот правосуден систем, вклучувајќи го правосудството, значи судиите и обвинителите. Бидејќи ние прифативме нешто, значи кое не требаше да го прифаќаме и требаше да ги повикаме, бидејќи ние имаме експерти во Македонија, значи да повикаме наши македонски експерти традиционално да погледнат што имаме ние како правосудство, бидејќи ние имаме претходно држава и претходно сме имале закон, има претходно суди кои многу добро си ја знаат работата и да прифатиме и да имплементираме она што е потребно. И за на крај само Соединетите Американски држави има дадено 500 милиони евра за правосудството од кога сме самостојна држава, Европска унија има дадено 500 милиони евра, а видете што не се случува денеска. Со оглед на тоа што веќе спомнав дека во коруптивниот процес еден дава, другиот зема и двајцата се виновни, јас не можам да се сложам можеби со вас дека ќе излезе тоа цунами, затоа што долго време веќе чекаме на реформи и чекаме некој да одговара за корупција. Со оглед на вашето искуство како претседателка на комисијата, еве како вие ова го оценувате, конечно се случи нешто што можеби требаше да се случи и да се открие, за да веќе биде алармантно дека кај судиите се случува и нешто вако, да не се најдат пари во зидот од кујната. Јас би тргнала тоа дека судството е уставна категорија и дека судиите се бираат доживотно, освен ако не направат нека потешка дисциплинска повреда и некакво кривично дело па да се разрешат. Значи, го имаат целото право и основа да делуваат. Што се случи, што самите едноставно придонесоа да падне довербата на 2%. Од друга страна, неказнивоста е меѓу врвните фактори кои што генерираат корупција. А неказнивоста токму произлегува од работењето на овој сектор. Значи, сега, ние, за да ја решиме корупцијата во државата, особено во овој сектор, е исто како да решаваме Рубикова коцкица, ама со спротивно решение. Значи, ја кажувам каква е состојбата. Ако државата смета дека корупцијата е проблем број 1 и дека еден од факторите кои што треба да се спротивстави на корупцијата е судството, затоа што нас не се потребни силни институции кои што ќе се борат против неказнивоста, во спротивно имаме сигурен темел за градење на систем на корупција, што еве го следи, го гледаме. Значи, зошто тогаш прво државата, извршната власт, не се ги почитува законските обврски да овозможи нормално функционирање на судиите, на целиот сектор. Што сметам по тоа? За било кој сектор да функционира, вклучувајќи го и овој, потребни се финансиски средства. Во законите пред повеќе од 20 години имаме судски буџет уште од 2003 година, после 2010 година имаме определен процент од бруто домашниот производ, 0,8%, дека треба да се доделат средства. Не се почитува. Зошто не се почитува? Понатаму, недоволно човечки ресурси. Зошто? Имаме 57% според извештајот на Судски совет, имаме 57% пополнетост на систематизираните места за суди. По тоа е трикот, се извинувам што ви влегувам во зборот. Тоа е. Зашто самите си го прават извештајот, значи и самите, видите, за основен суд, значи кривичниот суд, предвидени се 600 места. Јас претходно ви кажав, во една Америка имате на 100.000 луѓе 9 судии. Значи, во една Каде е Франција ефикасноста на имате работење? 9. Така е. Значи, во Шведска имате, се извинувам, што упаѓам, значи 9 судии. Во Македонија имате 25. Тоа не е изговор. Значи, не е изговор. Јас сакам да кажам, да ја опишам состојбата и да кажам кој од засегнатите страни каква одговорност си носи. Значи, не може владата
било која влада, значи сите извршни влади до сега, никој не го испочитувал, не е испочитувал одредбата за 0,8% од бруто домашниот производ. Ако земете во предвид дека некаде повеќе од 80% од тие средства одат само за плати, значи тие дишат на шкрги, односно немаат никакво проширување во деноста. И од тука доаѓаат средствата само од меѓународната заедница и повторно и со толку вложени средства ние немаме резултат. Добро, меѓутоа интегритетот не го прави на еден човек точно тоа. услови за работа да или услови за работа. Така. И платата просечна, јас колку што знам, основна е околу 90.000 денари основната плата на еден апелационен судија. Значи, така што не можеме интегритетот да го поврземе во таа мера со условите. Значи интегритетот го оставам за последен да го кажам, бидејќи тој е заедничкиот именител на сите во нивното делување. Интегритетот е поврзан со етиката, а етиката е моралниот компас за да имаме здраво и функционално општество. Значи без интегритет не знам какви закони да се, не знам што и да се донесе, со златни букви да се напишат, ако се нема интегритет, џабе се пропаѓа во вода. Зборот ми беше дека секој може да делува, може владата да си почитува, може судиите да си го одбранат својот образ со тоа што ќе работат, ќе си го штитат својот интегритет, ќе работат непристрасно, независно, професионално, ќе носат нормални, ќе почитуваат правдата. Значи што е многу важно да влијат чувство на сигурност кај народот, а не неказнивоста да биде генератор на корупција. Но и граѓаните се фактор кој што треба да бидат будно око и се да пријавуваат. Имав прилика да ми се жалат повеќе граѓани дека некој суди им побара, кој ќе им предложам, ајде да го решиме тоа поинаку, сите се плашат и се кријат. Значи нема тука страф. Добро, казниво и тој што дава, меѓутоа еве кога збориме нешто дава, ама еве му барат, може да се организира нешто да се фати судијата, така, ама се плаши, зошто да се плаши? Инаку, законот за спречување на корупција си има пропишано активна и пасивна корупција и двете представуваат кривични дела. Кога сме кај неказнивоста, во последниве години имаше примери на еден судија кој што веќе има одредена затворска казна, еден обвинител кој успеа да избегне затворската казна затоа што се спогоди за условна казна. Тоа е Иџет Меджити и судијата Наке Ѓоргиевски. Ѓоргиевски има извршна судска пресуда. И од тука беше прашањето и самите граѓани што го поставуваат, дали треба токму за судии, министри, луѓе кои вршат функции, дури да бидат построги казните, а не можноста да се спогодат. Факт е дека законот дозволува признавање на вина и тие ја признаа својата вина и на тој начин им се олеснија казните. На тој начин некако излезе дека искористување на законската регулатива во корист на таквите случаи. Злоупотреба. Не се согласувам со тоа што се случи. За секоја осуда е тоа, бидејќи на вистина да фатите судија кој што е врховен судија со такво дејствување во текот на својата работа е недозволиво. Не смееше да се дозволи да прави спогодба, да се согласат на 3 години затвор, бидејќи го урива она што значи кредибилитет на целокупното судство. Не е само неговиот личен кредибилитет кој што, да кажам дека беше на некој начин нарушено многу порано. Сите адвокати, и вие мислам бевте адвокат во Штипското подрачје, каде што за тој судија многу време пред нас овој настан се слушаа лоши работи. Во овој момент јас сакам да потенцирам дека мора да има контрола над она што работи судството. Мора да има. Судскиот совет не е само судски совет да гледа колку предмети завршиле, меѓутоа мора да го гледа и однесувањето на судиите. За овој судија се слушаа лоши работи. Уште пред да настане овој случај. Меѓутоа судскиот совет не се осврна на тоа. Јас не верувам дека кога јас сум го слушнала, што сум надвор веќе од судството, за неговото однесување, не верувам дека судскиот совет не слушнал. Ова укажува дека мора да се воспостави далеку поголема контрола од страна на судскиот совет, кој се грижи за самостојноста и независноста на судството како орган кој е овластен тоа да го врши. Затоа, покрај само дисциплината, односно што го спомнавте, кредибилитетот,
кој што е поврзан со самоконтролата, со самодисциплината. Вие морате како извршител на такви високи функции да имате кредибилитет, односно да имате сенс да ги контролирате своите желби или некакви девијантни појави и да не дозволите да ве води некоја желба или некои емоции, па да се приклоните кон некои девијантни однесувања. Тоа не е дозволиво. Ниту еден судија тоа не смее да си го дозволи. За жал тоа се случи кај нас, меѓутоа она изреката врана врани и очи не вади. Ако збориме за судскиот совет, со новиот закон се надевам дека судскиот совет ќе има можност за подобрување, за транспарентност и за поголема контрола. Меѓутоа еве вие како адвокат сте имали ли ситуација каде што судијата побарал пари од клиентот или за да се заврши работата, ви намигнал што ви се рекла, ајде да не бидам толку и јас директна. Одговорноста е круцијален елемент. Значи, таа е содржината на и решението на сите овие проблеми кои ги имаме во македонското судство, а која за жал 30 години немаме никаква одговорност. Имаме поединечни случаеви и тука завршува све. Оно што мислам генерално дека е потребно за одговорноста на судиите, прво треба да видиме во предвид имунитетот на судијата е значи доживотен додека извршува неговата функција, но има пресуди на пример на Европскиот суд за човекови права кој кажува каков може да биде тој имунитет. Тој може да биде само имунитет во делот на гласањето, значи на одреден предмет. Но што е разликата на овој имунитет со политичкиот имунитет? Овие имаат доживотен имунитет, пратениците имаат 4 години имунитет. Дали ме прашавте дали некој ми понудил и не? Не, до сега не сум се доведол во таква ситуација, од причина што секогаш прво не одам кај суди. Тоа е моје правило како адвокат, не ги посетувам, а она што е многу битно, кога сум имал значи такви интеракции, секогаш им кажам дека се независни, дека ништо не зависи од нив, ако не одлучат онака како што сметам јас и како го застапувам мојот клиент, значи бидејќи јас сум се убедил дека мојот клиент не е виновен и дека треба да извојува правдата, има значи како независен, значи ништо не зависи од него, има второстепен суд, има апелационен, значи Врховен суд, има Страсбург, па така и сум и добил многу предмети пред Европскиот суд за човекови права. Многу е битно, значи, да не се злоупотребуваме, сега да не префрламе топката, да, точно е дека адвокати одредени се, значи, медиатори во постапката за корупција, но суштината, значи, на целокупниот проблем е во одговорноста на судијата. Судиите, не само тоа што не, прво имаме судии кои имаат 2 до 3 државјанства. Тоа никаде не е дозволено. Вие сте судите во Македонија, имате 2 државјанства. Значи тоа треба законски да се да, и ќе избере утре ќе се прогласи за политички дисидент во соседна држава и ќе поваразил. Значи прво треба да се откаже од тие државјанства. Понатака, значи она што е многу битно, потеклото на имотот. Така е. Казнивоста да е двојна. Вие ако сакате да извршувате функција судија, треба, значи треба да сте пример во општеството. Меѓутоа морам да ве прекинам, ако го видите анкетниот лист на судијата Ѓоко Ристов, се ги гледа дека тој поседува стан од 70 метри квадратни, вози Пасат кола, неговата жена вози Астра и дека има 2 кредита, едниот 2,5 милиони динари до 38 година да го врати, другиот чинам дека беше 1,8 милиони динари до некоја исто така 40 година да го врати и тоа го пишува. И сега ние како истражувачки новинари, ако сакаме да истражиме, а од друга страна судел предмети, овие што се поврзани со политичари предмети. Знаете дека во времето Таргет Тврдина, каде што беше Сашо Мијалков, каде што предметот застара, сега ги вадиме од архива сите работи, дали е чувен тој предмет намерно во фиока, затоа што судијата Енвер Беџети беше на црната листа заради тој предмет и потоа беше разрешен. Потоа имаше во Трезор, например, потоа поранешниот генерален секретар на влада Драги Рашковски, каде што беше прифатена имотна гаранција, да кажеме, се големи, 27 април. Предметот ТНТ Фијацановски го обвинуваше дека го застарел за да не може да бара оштета. Значи се тоа битни предмети, а последната пријава е во 2020 година на
анкетниот лист. Еве вие бевте кога станал судија во апелација. А Потоа тогаш- тоа не е измената анкетниот Добро, лист. ако нема промена на функцијата и не треба да го изменува. Меѓутоа, јас пак Ако се збогатил во меѓувреме, ако има има изменување на промена, имотот треба. треба. Не, сакам да речам скромен анкетен лист, нема ништо во очи да ти падне вака. Меѓутоа, видете се, тие пари од некаде стасале таму. Значи, некој друг ги дал. Не случајно, ние со години зборувавме за закон за потекло на имот, што спомна и колегата адвокат. Значи, закон за потекло на имот за сите граѓани, едноставно ќе се гледа паричниот тек, движењето на средствата, кој дава, кај одат парите, како се менува неговиот стил на живот. Финансова полиција така. Значи, тие може да многу лесно со еден едноставен софтвер да ги поврзат сите бази на податоци и да водат сметка и преку црвени знаменца да знаат каде несоодветно е зголемена имотната состојба. И што е со тој имот? Затоа што не е само имот во градежни објекти или во возила или во не знам што. Имавме ние еден случај порано, ако се сеќавате, за една позната обвинителка која што ја имаше на 360 степени, кажа дека незиниот стил на живот е многу специфичен, дека дома е многу луксузно опремен дом. Добро, и сликите се треба да се прејават, часовници. Така што кога ја правевме првата верзија на законот за потекло на имот, за која што добивме поддршка и од Европскиот суд, од Советот на Европа, значи стручна поддршка добивме за да го подготвиме законот, потоа нели се смени политиката и го шутна на страна. Беше да се оквалификува кои се видови имот ќе се следат. Меѓу другото и уметнички слики, накити, така натам. Значи се може да се уреди ако се сака и да се гледа кој како го стекнува имотот, ако се сака. Не може некој градоначалник да има 5 стана стекнато сега за судија. Злоупотребата на секој чекор, во секоја пора. Значи, ја не знам да има некоја дејност каде што нема злоупотреба и нема шикјарец земено пари. Ако ми дозволите, сакам да додадам на оваа тема за гледачите да им е појасно. Македонија, значи, имала од 1974 година до 89 година закон за потекло на имот. Мислам дека судиката во време на Тито, значи многу добар, поготово во спецификата на кој се однесува на судиите. Кај нас сметам, тој е укинат 1989 година, за да имаме трансформација на општествениот капитал, каква што имавме, никаква, но како и да е, значи, тој е многу добар закон. Лично сум го читал и мислам дека само треба да го препишиме, треба да го трнеме тоа табу кое го имаме, дека во бивша Југославија имало лоши закони, имало и добри закони, значи, кои функционирале, и кои имале фокус на одредени личности како политичари, обвинители, суди, поготово во делот на нивниот имот и во делот на конфискацијата на имот на нелегален начин. Која ми е поентата? Да, ние треба да донесеме таков закон подхитно за потекло на имот. Апсолутно сте во право, треба да е за сите македонски граѓани, но многу е важно да не биде закон како законот за лустрација или за денационализација. Законот за лустрација намерно беше донесен фалично, за да не успее целокупната, значи, лустрација, и законот за денационализација ви имате предмети кои се уште се денационализираат. Значи, поентата е, значи, треба да се донесе таков закон, значи, ако не се толку, а мислам дека имаме, значи, луѓе кои си ја знаат работата, ние треба да донесеме закон за потекло на имот. Суштествен. Вие не можете да се борите со криминалот, ова е поединечен случај. Ке излезат уште 10. Значи, зборуваме за системско решение, кое мора да се воведе во Македонија. Спомнавте во однос и на самата казнивост. Еве сега ќе ги прочитам делат и само кога, например, сгрешив преска во презимето господинот Иџет Мемети. Доби забрана за вршење на дејност во наредните 3 години, а доби условна казна. Судијата Наке Ѓоргиев призна дека зел подкуп и се спогоди за затворска казна, кажавме. А во делото на Ристов осумничев за противправно стекнување и прикривање имот. Значи, сите овие дела апсолутно се дела на висока корупција, која што во случаите претходно, како и што вие спомнавте, судскиот совет многу лабаво се однесуваше кон своите
колеги, а во законот за јавни обвинители се уште не е донесен на измената дека Мемети, например, во тоа време се уште можеше дури и да присуствува на седниците на советот на обвинителите. Затоа што не беше одредот на обвинителите. Сакам да речам дека многу небулози има и во самите законски решенија, да тој што признава подкуп и веќе се установил може тој подкуп, за тој што признава исто така подкуп, правото да се спогоди, и за делото против правно стекнување и прикривање имото. Видете, ова се навистина сериозни дела кои што се во двата случаја признаени. Од тука беше и барањето да се смени законот на судски совет, да се заостри контролата на судиите и да се заостри транспарентноста. Да тоа дојдоа представници на Европската унија кои работеа на овој закон и во самите извештаи тоа го кажа. Меѓутоа, од ваша перспектива, со оглед на вашето искуство, во тоа време можеби не било толкава транспарентност, не слушнавме некој судија волку да е подкупен и да признава подкуп, како што еве сега во последните 2 години ова не се случи. Во изминатиот период судскиот совет многу лабаво работеше. Не зборувам за оној период пред 2006 година, кога беше Републичкиот судски совет. Не зборувам за нив. Зборувам од 2006 година, кога се трансформира Републичкиот судски совет во судски совет. И ја превзеде целата надлежност околу изборот и разрешувањето на судиите. Комплетно. Пред тоа, нели, Републичкиот совет само предлагаше, да. А се бира од страна на парламентот. Меѓутоа, наместо да се подобрат состојбите, бидејќи самата фела бира и разрешува, дојде до една ситуација која што навистина покажа дека судиите не се способни сами да се изборат со она што значи правда и казнивост. Што се случи? Во изминатиот период ги имавме, да не ги повторно кажувам, меѓутоа тефтерчињата, па потоа други настани, па се бираа председатели на судски совети кои што не беа способни да раководат со тој орган. Па се случува кавги, па се случува кавги. Меѓутоа забелешките се недоволна транспарентност, политичко влијание, нејасни критериуми за избор и оценување, неефикасен механизам од одговорност на членовите на судскиот совет и на судиите, недоволна дигитализација и административна поддршка. Ова се само неколку делови што ги оценила независната оценска комисија со помош на Европската унија. Да. Им укажа оценската комисија да извршат некои измени кои што самиот судски совет во почетокот ги прифати, тие 17 месечни точки беа кои што самите ги разрешија, а дополнително со донесување на новиот закон кој што во децембар месец стапи на сила, законот за судски совет, новиот, разреши многу состојби, како што беше, например, разрешувањето на председателот на судскиот совет. Се поведе постапка за председателот од страна на заменикот на председателот кој што ја прекина седницата, зема сам да председава, изрекоа разрешување на председателката. Тоа беше хаос. Тука можам да го додам политичкото влијание за да не се избират судии можеби во други судеви. Меѓутоа, такво беззаконие не се среќава често. Мислам дека причината беше, се извинувам, некој фалсификат записник таму нешто. Нема врска тоа. Ама не мислам дека не беше некој фалсификат записник за избор. Таму требаше да биде разрешено судијата и Нивербеџеки. Нема право за медикот. Видете, јас зборувам за не така, нема врска. Да имате фалсификат записник во Републички судски совет. Знаете што значи тоа? Ама тоа е после. Да, што се не се случи? Таа беше разрешена во еден момент кога нејзиниот заменик си зема слобода сам да председава. Дали имало фалсификување на некој записник, од кои причини тоа го правиле, па затоа дојде до ова. И нека не се чудат што имаше интерпелација за нивното работење. Тоа беа членови на судскиот совет кои што беа избрани од страна на собранието. Не велам дека и меѓу судски и судиите дека сосема исправно работеле. Меѓутоа, како и да е, мора да се свати една работа. Секој мора да си ја понесе одговорноста. Секој мора да биде казнет за тоа што го сторил. Не може да се поминува повеќе вака. До каде ќе не доведе? Со оглед на извештаите на судскиот совет, секогаш пак имаме бројките на постапки поведени за судии
обично граѓаните ги даваат представките до судскиот совет, не често можам да кажам дека им одговара па судскиот совет на нивните барања и долго време чекаат. Им ги отфрла како неосновени и често пати се явуваат или во медиумите или во антикорупцијската комисија, меѓутоа сепак постојат податоци во однос на работата на судскиот совет. Јас на пример го видов извештајот за 24-та, за 25-та веројатно дополнително ќе го објават извештајот, каде што стои дека во текот на 24-та година поднесени се барања за утврдување на одговорност на 210 суди. Замислете. Половина од судиите. Ако е бројката. Замислете. Сега, она што го спомне и судиката претходно, дека судскиот совет работел лабаво, многу се согласувам, затоа што кога бевме во антикорупцијска комисија, подготвувавме годишен план за проверка на имотната состојба на судиите. И сега, сакајќи да бидеме објективни во изборот на кои судии ќе им ја проверуваме имотната состојба, побаравме податоци и информации од судскиот совет, например, за кои суди имате најмногу поплаки, во кој дел, кој најспоро работа, некакви податоци за судиите, нели, за да кажеме дека еве на овој судија најчесто се жала, дај да видиме зошто ги чува предметите, неразумно долга постапка или така. Немаат податоци. Значи, судскиот совет има можност да користи силни алатки со кои што ќе влијае на попринципиелно и одговорно работење на судиите. Ќе го следи нивното работење, а вие пазете, согласно законот, секој член од судскиот совет треба да ја следи работата на некој суд. Годишниот план вели треба да биде објавен. Го нема годишниот план. Зошто не е објавен? На страната на судски совет, нели, апропо емисијава денеска, замислете, не е објавен ни новиот закон. Значи, каде е ажурноста? Судскиот совет треба да биде, да ја зголемува својата ажурност и да биде независен, непристрасен и да ја чува независноста на судиите. Особено во делот на унапредување, разрешување, именување на суди. Затоа што во анкетата што ја правевме со поддршка на ОПСЕ, токму тука се жалеа судиите дека нема доверба во судскиот совет во овој дел. Сега имаме сменети членови од тогаш, тоа беше 23-та година, членовите се по разни основи променети, нова сила, нова енергија, да се надеваме дека ова ќе донесе и нешто ново и ќе се случи. И самиот факт дека еве тркалцето се одмотува, може ќе отвори лавината и други суди, едноставно да се разбуричка ширата да стане вино, како да кажем. За да се разбуричка треба самите тие да превземат нешто. Така е. Во самиот закон за судски совет стои дисциплинска постапка може да се поведе по барање на членови на судскиот совет. Јас досега не сум чула дека се повела некоја постапка за одговорност на член на судскиот совет по барање на членовите од судскиот совет. Единствено беше она постапка за председателката на Врховниот суд, која што всушност не е член кој што има право на глас, туку е по функција. Што значи, поведете вие постапка против некој што навистина одлучува во тој совет и што навистина се огрешил. Зошто не се поведе постапка против членот кој што доведе до тоа да биде незаконито разрешена председателката? Никој тоа не го спомна. Па дури и за овие судии кои што сега ги спомнуваме, ја затоа во меѓувреме барав да видам колку време се чувани во ФУЕОКа предмети од Ѓоко Ристов. Никогаш не сме слушнале од судскиот совет, ниту за него, ниту за Енвер Беџејти, кој што е за него се држеше. Три жени бидејќи сте дави сакам да. Ако ми дозволите, многу е важно дека живееме во една многу голема заблуда ние во целава приказка за правосудството во Македонија, која упорно ни се сервира, а ние како да не сакаме да ја видиме. Таа заблуда е многу едноставна, значи кругот на суди и обвинители е затворен во Македонија. Дискриминирани се адвокати. Адвокатите не можат да влезат ниту во Врховен суд, ниту во апелационен, ниту во Основен суд, ниту да бидат обвинители по начин во судски совет, значи, да има примери. Сега влегува во судски совет, и тоа е добро. Но поентата која ми е? Тој затворен круг има многу добар комодитет. И немој да очекувате, значи тој комодитет е да имате 2000 евра плата, ништо да не работите, еве, 2
проценти е довербата, а мислам дека во минус се ќе одат, значи минус 10, минус 20, ако има таква градација во довербата на судството. Ние не можеме да очекуваме од овие луѓе, кои истите луѓе, вие сте нонстоп знаете, истите луѓе се едните исти прават реформи во Македонија 30 години. Ние зборуваме за 1 милиарда евра потрошени во реформи во Македонија, а денеска зборуваме за конкретен случај за господинот Ѓоко Ристов, значи за кој треба да е сепак пресумпција на невиност, нели, или овие другиве кои не се казнети. Значи, очигледно е дека во Македонија не си работат работата, оние за што се избрани, џабе си ги земаат платите. И тоа е многу голем проблем. Се додека адвокатурата се држи на страна од овие институции, внимавајте, во Америка, во сите западноевропски држави имате адвокати кои се врховни судии. Значи, кај нас принципот чирак калфа мајстор го занемарија, стави академијата како тесно грло, а што е најголем абсурд, прифативме кривичен закон по теркот на Америка. И ние сега имаме судир во Македонија. Вие зборувате за признавање на вина. Значи, влегува на академија, не знаат што ќе се суди и обвинители. Адвокатите се дискриминирани. 5000 адвокати имате кои се дискриминирани во оваа држава. И повторно ќе се најде дека ние, адвокатите, повторно сме виновни за состојбата во правосудството. Па добро, најлесно да ги обвиниме адвокатите, затоа што... Така. Значи, потребно е, според мене, многу брзо, значи, и уште една многу битна работа. Како што имате во медицината, имате доктори кои може да бидат, не се само лишени адвокатите. Значи, професори имате кои работат како професори на медицина, значи, и работат, вршат операции. Кај нас, например, јас ве убедувам дека колку се дозволи, бидејќи претходно беше дозволено и професор да кандидатира за одредена позиција во значи имаме професори, 22 правни факултети, 22 катедри за кривично право, за меѓународно, за трговско право, се белким ќе се најде некој кој може, значи, да влезе во правосудниот систем. Ние во моментов, вие многу добро знаете, значи треба да ја кажете на јавноста, колку имате синови, керки, какав непотизам. Добро, ти отворија предмети токму за тоа. Непотизам имаме ние во судството. Тоа беше прв предмет што го отворија за синовите и кои се влезе во академијата. Појава. Значи тие се цели кланови. Затоа треба да имаме систем на вредности. Тоа е значи поентата. системот на вредности треба да ги испрли оние што најмногу што се најдобри во одредена област, тие да добијат, без разлика што се, дали се професори или адвокати или што да се, дали се синови или керки, не е важно. Важно е да се најдобри. Да не биде, нели, трговија со влијание, тоа е. Да добиеш нешто што не е твое под влијание на политичката партија, на не знам овој. Зошто? Зошто? Затоа што ти не вредиш за тоа, ама ќе го земеш местото на некој што вреди. И ние патиме од таа негативна селекција сите овие 35 години. Не може. Значи во едно апелационо подречје таткото да е судија, синото обвинител, а керката или мајката адвокат. Не бива. Тоа во бившија Југославија било строго забрането. Имавме исто така и предмети. Така беше. Строго забрането. Не можете вие. Значи, исто така имавме предмети, например имате председател на суд, а синот е адвокат и ги добива предметите од тој суд. А председателот на судот нели има влијание во распоредот на предметите. Имаше, сега веќе треба крај да ставиме на тоа. Добро, да се вратиме на механизмите да се вратиме. Во однос на механизмите имаше предлог за ветинг, како што беше во Албанија, каде што едно време остана и без суди, меѓутоа се спроведе. Во Србија ги прочитав податоците, кај нас не е направена длабинска анализа во однос на ова што велите вие и бројката на судија. Вика вака, Србија направи реформи и се случува едно од најдлабоките кадровски трансформации во судството и обвинителството во последните децении. Според податоците на Високиот совет на судството и Високиот совет на обвинителите, речиси 95% од судиите и околу 60% од обвинителите се нови во своите улоги и таму се бираат доживотно. И сега тие вртат малце и политички работата, долго време владе партијата нели на Вучич и наводно се политички избрани. Дека се велат дека се пак и тие 95% се политички избрани. Како и да имат конкретен податок барем колку се сменети, избрани, починати, заменети и слично. Албанија направи ветинг и ги прочисти своите редови. Суди како еден период остана без суди, меѓутоа велат сега као
подобрени се работите. Да, ние никако не најдовме кој механизам да го употребиме. Видете, јас ветингот беше актуелен пред едно 10 години од прилика и јас бев една од тие што се залагаше за ветинг. Меѓутоа помина моментот кога требаше да се спроведе тој ветинг. Зошто? Затоа што се оформи судскиот совет, се оформи ДКСК. Тие две тела играат клучна улога. Тие ги пронаоѓаат сите оние случаи на корупција, кои што од нивна страна, јас кога се сеќавам во вашиот период, имаше такви добри, издржани сугестии да се продолжи тоа во обвинителство или во било која друга институција надлежна за тоа, меѓутоа немаше слух. Слух немаше за такво нешто. Судскиот совет исто така. Тоа е тело кое што води. Не е само за да се сликаат пред телевизија или да кажат дека извршиле контрола на не знам што или некој семинар или шетале во странство или не знам каде. Треба да се делува. Треба да се овозможи контрола на целокупното судство, да се она што велам ја само дисциплина. Каде е дисциплината? На таа дисциплина на судиите мора да се внимава. Ако никој не внимава, ние не сме изгледа дораснати сами да се дисциплинираме. Не може да се дозволи секој да се однесува по свое. Не може. Мора да се има едно мерило, еден покажување на голем, висок професионализам, казнивост мора да има. Изминатиот период судскиот совет навистина беше за критика. Јас бев и јавно критикувана од еден председател на судскиот совет, како јас можам да си дозволам како пензиониран судија него да го критикувам. Добро, величини. Да. Во однос на податоците имавте вие направено едно истражување заедно со мисијата на ОПСЕ. И тоа истражување едно може да кажам едно од ретките истражувања во однос на која што може да придонесе за реформи во судството. Значи тука судиите се пожалија на притисоците и влијанијата што ги трпат од судии од повисок ранг, на притисоците од председателите на судовите, на притисоците од политичките партии, од извршната власт. И истото тоа стои и во извештајот на Европската комисија. Значи тие се пријавил некој конкретно таква работа? Како? Вие викате се пожалија. Значи анонимна беше анкетата. Анонимна беше. Конкретно, не ли имаат имунитет? Кажав и предходно, кога ќе дојде моментот, ајде да се повлекуваат. Дали судија, дали граѓани. Несериозен однос. Несериозен однос. Значи се е ова едноставно рефлексија на зрелост на личноста, односно на зрелост на општеството. Понатаму се пожалија на злоупотреба на АКМИСот. Едно од барањата во извештајот на Европската комисија, замислете да функционира АКМИСот. Значи основната алатка не функционира. Имено, како овој судија, АКМИСот му ги додели сите овие тешки предмети кои што носат пари. Колку потежок предмет, толку е ризикот поголем, односно парите се потешки. Така, значи, понатаму, се пожалија на злоупотреба од страна на адвокатите во смисла на одложување на предметите, но и во смисла на местење кај судија, нели, кој што сака да им се падне за... Како можеме ние од надвор да ги наместиме предметите? Со почести пријави. Значи, за еден ист предмет, неколку пријави и се чека да се падне кај судија за кој што, нели, е договорено. Ако ги утврдиле тие работи, имате кривично дело злоупотреба на правдата. Значи има се. Ја не викам дека нема. Јас кажувам што кажале сами во својата самопроценка што кажале судиите. И затоа велам дека таа анализа беше добра основа да ги детектира ризици, односно со детектирани ризици да премине кон воспоставување на контролен систем за да не постои тоа. Ме разбирате? Понатаму се пожалија на судскиот совет, дека судскиот совет не доволно се грижи за независноста на судиите, дека нема објективност во значи во основа на се е политичкото влијание. Тоа е број 1, затоа што број 1 е фактор за корупција, затоа што мислам дека е лага политичкото влијание. Мислам дека веќе не, вака само морам да Јас морам да викнам реклами. Може ли да си ја задржите мислата за порекламите, со оглед на тоа што сите имаме тука различно мислење за изборот. И јас повторно ќе потсетам на тефтерите, така само ќе завршам. Не викам дека не постојат, ама мислам дека е изговор политичкото влијание.
Ќе видиме. Добро, по рекламите. По рекламите. Да. Останете со нас, се враќаме веднаш по рекламите. Се враќаме во топ тема и тука се водеше навистина една дебата за политичко или не политичко влијание, па еве повелете Минкиновски со вашата теза Видете, дека јас не викам дека нема политичко влијание, значи велам дека тоа е само изговор. Зошто е изговор? Бидејќи ние немаме инконкрето од ниту еден судија во Македонија, многу ретко, мислам дека нема. Сега, ако ме разубедите, инконкрето да каже дека одреден, освен мислам дека без Адеми, мислам така беше. Да, без Адеми кажа дека има политички притисоци. Да, политички и тоа е, значи, тука Претходно има Павлина нешто кажа исто. Да. Павлина велеше дека Значи поентата е да, тие оставка сите за 500 политички суди, притисоци. ако Само што не кажа тврдат од кого. дека има политичко влијание, го има. Факт е. Значи не велам не, треба да го пријават. Затоа се избрани на таа функција. Затоа имаат имунитет. Сакате да кажете со име и презиме, да кажете од кој е значи политичкото да влијание. конкретизираат. Ако сакаме да го средиме нашиот систем, треба да конкретизираат, а не дека нешто знаат, значи но не би сакале да излезат да не се конфронтираат. Ако сакаме да има прогрес, значи во оваа држава, да владее правото, тие истите кои го раздаваат правото треба да излезат и да кажат дека тој политичар дошол кај нив, значи им се заканувал да донесат таква и таква одлука. Затоа имаат имунитет. Поентата ми е од друг аспект, од друг агол да почнат да се решаваат работите. Значи, факт е дека има политичко, но тие што треба да го разбијат, не го разбиваат, зашто се во многу добра, комфортна зона, зашто тоа политичко влијание најверојатно им носи бенефит на тие што тврдат. Ако не го пријавил, значи тој добил некој бенефит, значи за Не мора да значи има... дека добил бенефит, меѓутоа морам да кажам дека постоја судски предмети во кои што пресудите кои ги носеше судијите како беа критикувани од политички партии. Дури закани добива. Ако не им одговара. Да, ако не им одговара. Така што така. политиката е вмешана дури и кога се носи пресуда, судијата одговара за таа пресуда, има повисоки инстанции што ја потврдиле таа пресуда, а политичката партија цело време укажува на тоа дека пресудата не била како што треба. Кај нас политиката си дозволува да ги коментира судските пресуди. Дали еве и вие бевте судика во Врховен суд, на највисокиот суд, меѓутоа да се дозволи во општеството да се креира мислење во јавноста дека судијата донел политичка одлука е навистина исто така мешање. Меѓутоа, знаете зошто е тоа така? Затоа што судската власт самата се чувствува како трета власт. Не е трета власт. Таа е една од трите власти. Така е. Ама судиите не го чувствуваат тоа. Тоа се поентата, гледа да. од нивното однесување во изминатиот период. Ти ако си на вистина судска власт, ти си коректор на другите две власти, Така. ти можеш да казниш за разлика од нив. Меѓутоа, за да можеш тоа да го направиш, треба да бидеш подготвен за такво нешто, да имаш кредибилитет, професионализам висок, да го чувствуваш она што е правда, а не да ќутиш. Каде е Сдруженијето на судии? Па дури никогаш не можеме да Сдруженијето добиеме на- представник во емисија од нив. Сдруженијето на судии е сосема мртво за мене. Во вакви случаи тие се први кои што треба да излезат со некакво соопштение. Јас не чув дека тие излегле, дека кажале нешто. Апсолутно не. Не чув такво нешто. Да не Јас се мислам дека замерат. си го чуваат Да не грбот. се Не, замерат. дел од нив Тоа сакаат е- да бидат тоа е избрани на поентата. повисоки функции Тоа не е и не сакаат да се пензионерска мешаат. организација. Ама така се однесува. Епа, тука е проблемот. Каде ни е кредибилитетот? Совеста, каде ни се? Така е, Ги апсолутно. немаме. Па Апсолутно тоа сте прав. кажува Тоа е. колку сме пораснати како личности. Тоа. Тоа ја кажува до каде е општествената свест во државата. Значи, желбата за моќ, гладните суети не доведуваат до ваква состојба. А политичкото влијание кое велиме дека постои, јас сакам да кажам како еден Мора да го докажеме тоа. Генератор на корупција. Зошто? Значи, политичко влијание имате во креирање на законите. Имаме кривичен законник, како се донесе? Со присуство. И сега повторно. И сега повторно. Значи, во креирање на законите. Имате силно политичко влијание во кадровската екипираност на институциите. Имаме? Докажано дека имаме. Значи, проблем број 1 се вработувањата. Проблем, а ако вие немате соодветни луѓе на соодветни места, имаме се одење надолу и надолу. Мене не ме чуди тоа што има влијание. Одговорноста е многу битна. Затоа што влијанието Се секоја власт ќе се труди да наметне, да се наметне Ама на не другата. наметнува професионалци. Меѓутоа, Се брука.
треба судската власт да се избори за свое место под сонцето. Се согласувам. Просто кажано. Значи тоа го кажав Тие уште мора да дигнат глас. Апсолутно. До сега мора. не сме слушнале дека судиите го кренале гласот, Не. дали преку здруженијето. Имаше едно писмо сега скоро нешто Судскиот упатија. совет што напиша Да. писмо Да. кога му контрираше на премиерот. На премиерот, меѓутоа зборувам дека судиите како фела не излегле на протест, дека имаат политичко влијание, не рекле Многу се, немаме не. услови Да. за работа, Да, не во рекол анкетата судскиот кажа. совет, немаме електронски систем за следење на работата на судиите, како што треба да имаат и слично. Меѓутоа, еве за крај, ние многу работи констатиравме, факта дека не можеме да решиме. До сега не е најден механизам за борба против корупцијата и во судските редови, иако морам да кажам, не се сите судии исти. Таман работа. Има и честни судии. Значи, единствен механизам јас гледам во транспарентното работење. Значи да се обезбеди поголема транспарентност за работењето на судовите. Да нивното работење едноставно да биде на ачик. Со механизмите што ги има судскиот совет да кажува, да обелоденува за овие суди, добиени се такви и такви поплаки, добиени се, изречени се такви и такви несоодветни казни. Едноставно целата работа да добие на транспарентност. Тогаш предпоставувам и мислам дека бидејќи транспарентноста е најголем убиец на корупцијата, дека под јавниот притисок ќе почнат да се застрамуваат, затоа што многу е важно каква ќе биде општествената клима. Дали ние ќе речеме па сега му се може, нека ќаруе. Доскоро така беше. Но народот во последно време се осоколи, отвори очи и ги осудува ваквите постапувања на функционери кои што ја злоупотребиле својата функција, без разлика дали е судија или некој друг вид на Меѓутоа народот, функционер. ако збориме за антикорупцијската комисија, ја видовме и таму ситуацијата со вашата наследничка, прашањето кој ја следи и ќе ја следи корупцијата во оваа држава. Ние Значи, потребни се не силни зборам на институции. судиите, меѓутоа еве во Потребни моментов се јас силни- немам впечаток дека има силни институции и Тоа е желба проблем. за следење на Па корупцијата. тука е политичкото влијание што го спомна, во кадровската политика, во законските решенија, во раздавањето со тендерчињата. Значи тука е политичкото влијание. Кога ќе се наметне политичката волја дека е над законите, дека и се може се и дека дискреционото право што го користат, го злоупотребуваат функционерите, им се може создава впечаток на неказнивост, на толеранција на Не е впечаток, тоа е реалност. А тоа е- Впечаток, значи Да, впечаток добро, е да. Перцепција. перцепција, да. Да, Не, Меѓутоа не ми се постојат доаѓа. и Да. ревизорски извештаи за работата на судовите. Тука на пример гледаме колку предмети се решени или нерешени, колку Мерит се системот ефикасни е- или неефикасни. значи, мерит системот И во внатрешно само правосудството- контрола треба да има судот, како и секоја организација, ревизија внатрешна. Мерит Самите системот во председатели треба да правосудството- внимаваат на своите судии во судот, како се однесуваат. Не е само Видете. професионалноста е од една страна многу важна, меѓутоа и однесувањето. Апсолутно. Се е Мерит конкретно. системот во македонското судство не постои. Имаме, значи, многу мокни луѓе кои, внимавајте, ако парламентот носи абстрактни закони, судиите носат конкретни закони за интерпартас помеѓу одредени луѓе. Значи, пресудите се фактички тоа. Значи, имаме многу мокни луѓе кои раководат со одредени судбини. Така. Држењето во притвор, лишувањето од слобода, значи, имавме што е потребно? Има решение на проблемот, не е дека нема решение. Апсолутно. Ама ние со години Решението- тапкаме во Ама место. тапкаме намерно, зашто овие истите треба да ни прават реформи. Така Како ќе ни направат Зашто овие истите декларативно реформи? се кажува. Кога само не, кој Ама сака? сами кажавте колку пари се потрошени за реформи во судството. Странски експерти доаѓа, ги носеа во Америка обвинителите да научат како треба. Па се менуваа искуства, се правеа истражителски тимови за да им помагаат. Значи се вложија пари токму во Вклучете ги во адвокатите сето тоа. во правосудно на измената. Вие адвокатите сега, ние сме срекни што двајца членови на Републички судски совет лего како адвокати. Значи, Добро, може би ова ќе отвори врати, отворете им меѓутоа врата јас не на мислам дека адвокатите кога ќе влезат ќе биде се. Ние имаме еден трул систем кој што навистина Ама треба да се Трудиот менува. систем, еве само да ви објаснам. Трудиот систем, значи не треба да измислуваме топла вода. Имавме претходно, значи 2017 година го укинаа тоа, ако изгубите пресуда во Европскиот суд за човекови права,
Така беше претходно од 2008 решението, вие автоматски да бидете разрешен од позицијата на судија. Тогаш ќе имате систем во кој ние судиите ќе се филтрираат, ќе размислуваат, ќе читаат пракса од Европскиот суд за човекови права. Така беше. Го укинаа 2017 или 2018 година. Ете ти еден механизам добар. Одличен, одличен. Колку предмети се губат, ако има предмет на тортура, кои судии биле таму, нака се разрешат. Уставната тужба како принцип, зашто да не ја воведеме? Добро, тоа беше предлог и на судиката Кацарска да се воведе уставната. Уставната тужба е многу, ама не им одговараше. Значи не им одговара. Значи уставната тужба исто така. Значи уставниот суд, тоа е, не знам како да го наречам, како раштиман оркестар. Јас слушав едно интервју во вашата емисија со председател на уставниот суд и кренав, значи пулсот ми се крена на 170 од глупостите кои ги наслушав во тоа. Јас значи морам да ви го пренесам тоа дека ќе се повикал експерт за, пазите, се разговоруваат работи, се зборуваат глупости овдека, слободно може и да ме тужи, значи Венецијанска комисија кажува дека законот за јазиците е неподобен и не е согласно да не влегуваме во други теми на Европа. Тој кажа ќе повикаме експерт да ни каже да не влегуваме сега во други теми, меѓутоа факт е дека поентата е вистинските луѓе, значи на вистинско место, но за тоа треба време и треба едно цунами. Ако немаме ние цунами во правосудството и ако не се отворат за адвокатурата вратите, значи и го немаме законот за потекло на имот, закон за потекло на имот, тогаш немаме ништо. За цунами говореше и судијката Коцо. Што подразбирате вие под цунами? Цунами кога зборувавме за самиот предмет, дека со ова може би да отвори една пандорина кутија и да и други може би инволвирани во случајот или други судии да бидат во оваа постапка на истрага. Верувате ли во такво нешто? И тоа веќе дефинитивно ќе предизвика реформи клучни. Реформите на некој начин се почнати. Еве, се врши промена на некои закони. Еве, во судскиот совет влегоа адвокати, еден адвокат и еден професор, како што е во уставот ставено дека во судскиот совет треба такви членови кои што се по предлог на председателот. Прв пат ова беше испочитувано. Меѓутоа, проблемот со отварањето на други случаи, ние не знаеме оваа истрага како ќе заврши, нели да ја почитуваме презумпцијата на невиност, се додека не се докаже дека некој е крив, тој не е крив. Меѓутоа, сите овие што ги слушаме искажувања по медиумите, укажува како да се работи за некоја поголема работа. Не може тоа така едноставно да се земат 350.000 евра. Тоа значи се работело наназад, подолго време се работело. И доколку се отвори нешто такво, ако произлезе дека има и други такви случаи, тогаш би било навистина страшно. Само прочистување. И самата председателка... Меѓутоа имаме судски совет, имаме ДКСК. Тие се основни инструменти кои што можат да допринесат за контрола поголема врз судството. Апсолутно. Например, ние имавме поголем број на предмети доставени до судски совет, во кој што укажувавме на суди кои што немаа поднесен анкетен лист. Тоа е основа за разрешување на судија. И како дисциплинска мерка, повреда е предвидено. Тоа е основа да се разреши, ако нема доставено. Никого не разрешија. Доставувавме за судијата на Мерко до судски совет, ние добивме розове повратница дека предметот е примен, од другата страна викаат не сме добили ваков предмет. Значи, имаат многу простор да си го подобрат своето работење, да бидат поажурни, да направат добра база на податоци за судите, и се е мерливо. И број на вакви предмети, број на така, се може да се одмери, значи, и време трајањето и се. Значи мора да се работи. Па тоа е. Не може да се спие и да се ужива. Потребна акција не. И битна е целта. Дали е целта да се оствари некаков личен интерес или целта нешто да се сработи. И ја мислам дека ова што влегува адвокат кој што може многу покомфортно да живее надвор како адвокат отколку да биде член на судски совет, ќе покаже, барем има можност да покаже дека има друга цел нешто да направи. Еве, членовите на советот се должни да ги образложат своите одлуки. Апсолутно. Особено во случаите кога гласаат против избор на судија, со цел да се обезбеди нивна индивидуализираност, значи да бидат личности со интегритет, заснованост на објективни критериуми и можност за доследна справедливост. Дополнително во рамките на измените
измените да се воведат конкретни рокови за постапките за утврдување на одговорност на судии или председатели на судии. Значи не може до недолег да течат постапките и мора да не дојдат на дневен ред. брзо да се делува, мора брзо да се работи, не може да се чека. Немаме правилници, не знам. Отсутни се не толку членови, председателот не е тука, тоа ни се случуваше во минатото. Или формални грешки што направиле граѓани во пријавата, на тоа се жалеа. Значи сега не знам, не ја ставиле адресата, луѓето рацете им се тресат, не знаат да пополнат, па помогнете им, бре, пишете адресата, битна е суштината, аман више таа форма изгинавме, значи навистина. Јас само како заклучок ќе дадам дека очигледно дека сега очите ќе бидат вперени кон судскиот совет и работата на членовите на судскиот совет, затоа што се останато очигледно дека што се правеше, меѓутоа ако судскиот совет овој пат не застане цврсто да го применува и да ги применува измените на законот и во однос на транспарентност и на контролата, тогаш навистина нема надеж за реформа. Ви благодарам на сите што бевте мои гости. Веројатно уште многу има што да се зборува на оваа тема, меѓутоа се надам дека малце барем помогнавме во тоа јавноста да добие слика и да размислува на тоа дека не може веќе вака понатаму. Јавноста секогаш треба да знае дека секој граѓанин може да каже стоп на корупција. И без владење на правото нема економски прогрес. Нема. Ако не го решиме ова, нема да имаме економски прогрес. Точно. Ви благодарам уште еднаш, а вам почитувани гледачи, имајте пријатна вечер со програмите на Тилма и серијата која што следува. Пријатна вечер.